Почитувани граѓани, во изминатите 2 години покажавме што значи со конкретни мерки и политики во здравството, вистинска грижа за пациентите, понатаму за здравствените работници, за унапредување на условите во јавноздравствените установи и што значи да се направат мерки кои што ќе доведат до конечно да има доволна количина на лекови во текот на целиот месец. Урнисаното здравство кое што го остави ВМРО ДПМН после 11 годишно владење, ние само за 2 години како одговорна партија успеавме да го рехабилитираме и сега, денеска, унапредениот здравствен систем во нашата земја е веќе реалност. За овие 11 години здравствениот систем колабираше, медицинскиот персонал беше понижуван, докторите беа тепани, беа пукани, рецидиви од тој систем гледаме и денеска. Младите беа дестимулирани да останат во својата земја, пациентите многу често беа оставани без лекарства. Ние се грижиме за граѓаните, со посветеност успеавме да обезбедиме од 1 октомври на територијата на цела држава потребни лекови во аптеките да имаат во било кој ден од месецот. На тој начин употребата на лекови се рационализира, точно знаеме кој лек за кој пациент ќе биде издаден, нема повеќе гужви во аптеките во првите неколку денови, нема повеќе паника кај граѓаните на кои што им треба хронична терапија, кај повозрасните граѓани и пациенти нема потреба од никакви домашни аптеки со цел да овој останат без лекови. Сето тоа ние го решивме и од 1 октомври на територијата на цела држава во било кој дел од месецот, било кој пациент ќе има лекови на рецепт во било која аптека, нормално со соодветни контролни механизми. Направивме и многу други значајни промени. Дел се законски, кои што обезбедува значајно унапредување у нашиот систем. Обезбедивме нови инсулини за пациентите со диабет. Дозволете да потсетам дека до пред 2 години инсулинот кој што го добиваа пациентите со диабет беше без сертификат за квалитет, беше носен од Турција. Многу често пациентите се жалат дека и покрај тоа што се боцкаат со инсулин, тој лек нема апсолутно никаков ефект. Со таа измена у законот за лекови во делот за паралелниот увоз обезбедивме лекови на истиот начин и принцип на кој што се обезбедуваат лековите во сите развиени европски земји. Ги зајакнавме програмите и во делот на пациентите со ретки болести. Огромен број на пациенти чекаа за лекови, не беа влезени во регистарот. Ние обезбедивме 5 нови лекови, го мултиплициравме буџетот. Освен што го дуплиравме во делот за сите болести кои што веќе беа во регистарот за ретки болести, ние донесовме и лек кој што ги имаат најразвиените земји, а тоа е лекот спинраза за децата со мускулна спинална атрофија. Ниту еден пациент кој што е во регистарот не чека на лек, ниту пак има група на пациенти која што сега чека за да биде регистрирана и за да стигне до и тоа како потребната терапија. Постепено го враќаме достоинството на сите здравствени работници. Преземаме мерки со кои што ги стимулираме да останат во нашата земја. Го сменивме законот за здравствена заштита и воведовме задолжителен стаж од 6 месеци, кој што за младите лекари ќе биде платен. На тој начин тие покрај тоа што ќе стекнат и тоа како потребното искуство за работа во приманата здравствена заштита, во делот на итната помош, во делот на патронажните сервиси, во делот на вакцинациите, вакциналните пунктови, тој стаж ќе биде платен со сума на пари просечна плата на доктори. На тој начин веруваме дека младите лекари, освен што ќе работат под супервизија на постерите и ќе стекнат соодветно искуство, тие ќе бидат стимулирани да останат во земјата заради тоа што на секој еден од нив, без разлика на било каква припадност, дали е тоа партиска, зашто многу често сме обвинувани, тие како доктори ќе добијат своето место во здравствениот систем. Веруваме дека треба да се инвестира во сите млади луѓе, заради тоа што доктори се и тоа како вредност за нашето општество генерално. Инвестиравме многу во платите и во примањата. После минатогодишното зголемување на платите од 5% за сите здравствени работници. После минатогодишното значено зголемување на сумата на пари која што докторите и медицинските сестри иззимаат за дежурствата и ноќниот труд. Повторно се зголемија платите на почетокот на оваа година, 10% за лекарите, специјалисти, 8% за сестрите кои што работат во клиничкиот центар, 5% за медицинските сестри во останатите јавноздравствени установи, 5% за младите општи лекари кои што допрва треба да
почнат да специализираат. Сега работиме на обезбедување на сума на средства која што ќе обезбеди остварување на нашето дадено ветување дека платата на лекар специјалист до крајот на мандатот ќе изнесува 100.000 денари. Дозволете да потсетам дека дури и сега заедно со дежурствата, посебно во клиниките, во клиничкиот центар, меѓутоа и во некои други општи болници, платата на лекарите специјалисти заедно со дежурствата нето изнесува 100.000 денари. После огромен број години се зголемува капитацијата на матичните лекари. Дозволете да потсетам дека пред повеќе од 10 години таа беше намалена и никогаш не беше достигнато нивото кое што беше претходно. Сега матичните лекари ќе добијат зголемена капитација заради тоа што се многу зголемени трошоците за нивно функционирање. На тој начин, освен што ќе успеат да обезбедат подобри услови за лекување на нашите пациенти, тие ќе може да ги зголемат и платите на младите лекари кои што работат на ова ниво на здравствена заштита, повторно на тој начин стимулирајќи ги да останат во нашата земја. За прв пат обезбедивме средства за плаќање на трудот на приватните специјализанти. Тие до минатата година работеа бесплатно. Покрај тоа што се едуцираа, има и на дежурства, има и работа преку ден, меѓутоа сето тоа го правеа без пари. Ние обезбедивме пари да добијат плата на просечен лекар и со таа политика ќе продолжиме за сите нови приватни специјализанти. Обезбедивме околу 1000 специјализации за следниот 4-годишен период, околу 250 веќе за следната година, повторно со цел да ги стимулираме да навлезат во преку нашиот систем во тајните на медицината, тука да се едуцираат и за тоа да бидат соодветно платени да ги задржиме да работат во нашата земја. Го зголемивме значено капацитетот во однос на бројноста на вработените во сите јавноздравствени институции. Просекот на зголемување на вработените во сите ИЗУ е најмалку 10%. Се издадува од почетокот на 2018 година до сега близу 5000 согласности, дел од нив се реализирани, дел се во фаза на реализација, а дел допрва ќе се реализираат. Со тоа инвестираме во јавноздравствените институции преку зголемување на човечкиот капитал, заради тоа што е тоа суштината на здравствениот систем. Сериозно го разгледавме и проблемот со инструментите. Тие се стари повеќе од 20 или 30 години. Заради многу често несоодветниот начин на третман, заради стариот веш, заради тоа што е многу често искинат. Сите ги знаете, оние стари зелени униформи кои што се стари и повеќе од 30 години, сето тоа беше причина за големи интрахоспитални инфекции, сето тоа беше причина за делумно и голема новороденечка смртност. Со централизирање на третманот на стерилизација на инструменти, обезбедување на нов веш, соодветно третирање на медицинскиот отпад, соодветно дезинфицирање и чистење на сталите после секоја интервенција. Веруваме дека, како што кажуваат сите странски искуства, ќе ги постигнеме највисоките стандарди и ќе ги задоволиме критериумите за борба против интрахоспитални инфекции. Дозволете да кажам дека за прв пат после 6-7 години е најмала стапката на новороденечка смртност. Заради тоа што преземавме мерки на планско надградување на системот. Само да ве потсетам дека допре некоја година по 2 бебиња лежеа во еден инкубатор. Ние инвестиравме и во опрема, меѓутоа инвестиравме и во подобрување на условите, но исто така и во луѓето, во едукацијата на луѓето, во присуство на странски лекар кој што значило надгради знаењето на нашите неонатолози и денеска можеме навистина, сметам со гордост да кажеме, дека ова е еден резултат на кој што сериозно се приближуваме до светските стандарди. Плански се надградуваат капацитетите на многу клиники, огромен дел се реновирани. За прв пат после многу години распишуваме конкурс за директори. Ние наследивме систем во кој што директорите беа поставувани по принципот на вршење на должност. Сметаме дека треба да има вистински критериуми, заради тоа што бевме сведоци дека во еден систем лидери на многу јавноздравствени институции беа просечни и подпросечни луѓе кои што не го надградија квалитетот на давањето на здравствена услуга. Се смени законот за прекид на бременоста, за прв пат после многу години волјата на жената се става на прво место. Бевме сведоци на еден
на многу рестриктивен закон, кој што се влијаеше на волјата, кој што со бројни административни процедури се ризикуваше здравието на жената, пред да го достигне уставното загарантирано право за безбеден абортус. Ја започнавме постапката за изградба на нов клинички центар. Го прекинавме договорот кој што беше потпишан од ВМРО ДПМН заради тоа што тој не беше соодветен. Заради тоа што беше една инвестиција само во цигли, кој што требаше биде лепенка и доградба на веќе постојни згради, кој што немаше да биде никаков функционален клинички центар. Бевме сведоци на обвинувања од ВМРО ДПМН за постапката, меѓутоа очигледно ниту ја прочитале, ниту ја разбрале. Сето тоа е согласно законот, сето тоа е јавна постапка. Тоа е постапка во која што им упативме и покана да учествуваат, и повторно ја упатувам истата да бидат дел од еден проект кој што е капитална инвестиција не само за нашите пациенти граѓани во нашиот здравствен систем, туку и за нашата земја воопшто. Ке продолжиме со нашите позитивни политики, ке продолжиме со сите политики кои што значи инвестиција во луѓето, младите доктори, медицински сестри, останатиот персонал, надградување на капацитетите, реновирање таму кај што е најкритично и најпотребно со цел да се постигнат европските стандарди, да се задоволат европските критериуми и давањето на здравствени услуги. Ќе водиме сметки понатаму, како што споменав, со сите овие мерки за сите нивоа здравствена заштита, примарна, секундарна и посебно преку клиничкиот центар, терцијарната здравствена заштита, се во интерес на здравјето на нашите граѓани. Ви благодарам.